Централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Еве делото на што ќе гледате во него. Исчезнатиот Коста С од Кавадарци загинал во сообраќајна несреќа. Сдруженијето на пензионери од Кавадарци донираше 50.000 денари за поплавените семејства во Скопје. Кампања на Црвениот крст под мотото Здраво срце, ваша цел. Полицијата го потврди идентитетот на младото момче кое вчера беше пријавено за исчезнато. Станува збор за 25-годишниот Коста С од Кавадарци. Повеќе за ова одјавувањето на колешката Мартина Митков во претходниот дневник. На автопатот Неготино Демир Капи, а кај местото викано Пржденски споменик, како што кажавте и вие, било пронајдено тело на мртво момче. Станува збор за 25-годишниот КС од Кавадарци, за кој што во текот на вчерашниот ден на социјалните мрежи беше споделувана оваа информација во врска со неговото исчезнување. Момчето последен пат било видено на мотособирот во Струмица, откаде што во 2 часот се губи секоја негова трага. За таа цел неговите пријатели утредента организирале потрага која што траела 10 часа за на крај да го пронајдат својот пријател мртов. Инаку да кажам дека тој беше истакнат член на мотогрупата Тиквеш Рајдерс од Кавадарци. Формирањето на земјоделски задруги е еднината на македонското земјоделство. Задругарството е во корист на земјоделците поради поголемата ефикасност во производството, намалување на производствените трошоци, дефинирање на подобри позиции при продажбата, како и зголемување на профитабилноста од производството. Здружување на земјоделците во задруги е во нивна корист поради поголемата ефикасност во производството, намалување на производствените трошоци, дефинирање на подобри позиции при продажбата, како и зголемување на профитабилноста од производството. Задругарството може да реши многу проблеми кои ги мачат земјоделците: поголема конкурентност, пониски цени на репроматеријалите и механизацијата и повисок квалитет и квантитет на земјоделското производство. Во нашата земја досега се формирани вкупно 32 земјоделски задруги, од кои 7 големи, а другите 25 се од мал обем. Нивниот вкупен производствен капацитет е околу 990 хектари обработлива површина, 260 пчелни семејства, 450 грла добиток, 200 кози и 250 овци. За разлика од кај нас, задругарството е многу развиено во европските земји, каде што значаен дел од вкупно тргуваните земјоделски производи се одвива преку земјоделските задруги. За таа цел, преку програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2016 година, предвидена е мерка за економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност и се издвоени вкупно 20,1 милион денари. Сдруженијето на пензионери од Кавадарци донираше 50.000 денари за поплавените семејства во Скопје. Тие се надеваат дека овој мал придонес заедно со останатата помош до поплавените семејства ќе придонесе за ублажување на последиците од елементарната непогода. Покрај помошта што пристигнува од сите страни од најразлични хуманитарни организации од земјава и странство, својата општествена одговорност кон настраданите семејства во Скопје ја покажаа и пензионерите од Кавадарци. Кавадаричкото здружение донираше 50.000 денари за поплавените семејства. Со ова тие, како и многу пати досега, ја покажаа својата хуманост да помогнат некому во моменти кога помошта е најпотребна. Не затаивме, ние и за нив одделивме 50.000 денари да им помогнеме. Тоа тие се можности наши и колку можеме помагаме. Ние помагаме преку нашата
комисија за труд и социјала што ги имаме во Сдруженијето на пензионери кавадарци, помагаме и на деца со посебни потреби, на пензионери кои што имаат слаби премија, обично за пред Нова година, за 8 март на жените, така да секогаш испаѓаме во сусрет на нашите пензионери, што можеме да им помогнеме. Тие се надеваат дека овој мал придонес заедно со останатата помош до поплавените семејства ќе придонесе за ублажување на последиците од елементарната непогода. Истата сума беше донирана и минатата година за настраданите од поплавите во Битола. Па, Сдруженијето на пензионери кавадарци од секогаш води сметка за овакви работи. Ние минатата година имаше поплави во Македонија, зафати Битолскиот, Пелагонискиот крај и Штипскиот крај. Ние лани помогнавме на луѓето од Пелагонискиот регион што ги зафана од поплавата. Дониравме 50.000 динари на Црвениот крст во Битола за помош на постраданите од поплавите. Оваа година Кавадаричкото здружение на пензионери досега организираше повеќе хуманитарни акции за помош на материјално загрозените фамилии. Поскапуваат бензините и дизелот, објави Регулаторната комисија за енергетика. Деталите ги има колешката Ања Василева. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на бензините и дизелот. Од вечерва ќе купуваме поскапи горива. Согласно методологијата која Регулаторната комисија за енергетика ја користи за пресметка на цените на горивата, од вечерва на полнок малопродажните цени на горивата се зголемуваат во просек за 4,37%. Тоа значи дека цените на Евросупер 95 и Евросупер 98 се зголемуваат за 2 денари и 1 литар од овие горива ќе чини 61,5 односно 63,5 денари. Цената на евродизел горивото исто така се зголемува за 2 денари и 1 литар дизел гориво ќе чини 48 денари. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полнок и ќе важат следните 2 седмици. Осумгодишен велосипедист од Велес се здоби со тешки телесни повреди во сообраќајна незгода која се случила вчера во 18 часот и 30 минути на улица Димитар Влахов во Велес, откако патничко моторно возило Volkswagen Polo со велешки регистарски таблици, управувано од 25 годишниот СС, удрил во велосипедистот. 8-годишното дете е пренесено во медицинскиот центар во Велес. Откако биле констатирани тешки телесни повреди, истиот е пренесен во ургентен центар Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Велес, а по наредба на јавен обвинител возилото е упатено на вонреден технички преглед. Пронајдени 14 мигранти во непосредна близина на тунелите пред Демир Капија. Извршен е увид на местото на настанот, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. 5 мигранти во патничко моторно возило Ford Explorer без регистарски таблички пронашол мешовит патролен тим од полициската станица на граничниот премин Богородица вчера попладне пред тунелите на Демир Капија во правец на Гевгелија Скопје, а по претходно известување од полициската станица Неготина. Во непосредна близина на возилото пронајдени се уште 9 мигранти, како што соопштува МВР, извршен е увид на местото на настанот и извршен разговор со мигрантите. Мигрантите ќе бидат сместени во прифатниот центар за странци, се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот и за целосно расчистување на случајот. Непознато лице фрлило непозната експлозивна направа во градскиот базен во Велес, која предизвикала силна детонација во истиот. Настанот во СВР Велес го пријавил 43 годишниот АМ од Велес на 19 август во 1 часот и 20 минути. Извршен е увид при што пронајдените делови од експлозивната направа ќе бидат испратени на вештачење во МВР. По преземени мерки било утврдено дека на АМ додека седел на базенот во друштво
друштво со пријатели му пристапил И.В. од Велес, кој му упатил сериозни закани дека истиот имал 2 бомби и дека ќе ги фрли во базенот. Откако И.В. бил предупреден од пријавителот да престане со заканите и да си замине, истиот се повлекол кон шанкот и продолжил повторно да се заканува. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Црвениот крст со кампања под мотото «Здраво срце, ваша цел» укажува на значењето на спортот и спортските активности со главен акцент на пливањето. Како дел од кампањата, денеска во Велес 15 на млади пливаа во градскиот базен. Пливањето е дел од физичките активности преку кои се зачувува здравјето и кардиоваскуларниот систем. Комисијата за превенција на кардиоваскуларни заболувања на Општинската организација на Црвен крст преку кампањата Здраво срце, ваша цел има за цел да го фаворизира спортот и спортските активности, а пред се на пливањето, за да се зачува срцето и крвните садови. Целата цел на нашата активност е населението да се мобилизира што е можно повеќе во летниот период, да ги користи јавните површини за пливање, базените, езерото Младост, се со цел наместо да се седи на покрај Велешкото езеро или покрај другите простори за рекреација да се консумира храна и алкохол во големи количини, времето кое го поминуваме таму да го поминеме во пливање, односно во една здрава физичка активност. Денеска ќе презентираме рекреативно пливање, односно 2 стила на пливање, тоа градниот стил и крал стилот, така да уште еднаш да покажеме на граѓаните дека треба да се занимаваат со спорт, поготоа рекреативниот спорт. 15 на млади пливаат 200 метри во градскиот базен, а следната активност на комисијата е организирање аеробик во вода. Црвениот крст се приклучува и во организирањето на Велешкиот пливачки маратон, кој ќе се одржи овој викенд на езеро Младост. Ова е само дел од активностите на комисијата. Во таа кампања ќе бидат уклучени и селектирање на одредени други ризици како хипертензијата, дијабетот, масната исхрана и така натака. Освен пливањето, Црвениот крст вршеше и одредување на ризик од хипертензија кај стресни професии. Серија прегледи за наредниот период се најавени и во работни организации. Агенцијата за храна и ветеринарство обезбеди храна за добитокот од поплавениот регион. Изминатата недела на телефонската линија за медицински совет Ало докторе биле примени 1343 повици. Вести од Македонија. Во градската болница 8 септември целосно се реновира Центарот за физикална терапија. Се очекува за 20 дена центарот целосно да биде завршен и ставен во функција. Увид во градежните работи изврши министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на болницата Сашо Стојчев. Според Тодоров, Центарот за физикална терапија ќе биде во функција на најмалку 200 пациенти и околу 60 деца месечно. Инвестицијата е околу 25 милиони денари само за инфраструктурата и околу 2 милиони денари за новата опрема. Тодоров потенцираше дека овој дел не работел речиси 15 години. Пет 5.000 килограми концентрат за исхрана на преживеаниот добиток добија сточарите од поплавениот регион од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. 231 вреќа или 11.650 килограми наменети се за исхрана на говедата и поделени им се на сточарите, согласно бројот на преживеани грла кои се евидентирале при контролата извршена на терен од страна на тимовите од Агенцијата за храна и ветеринарство и од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. За исхрана на овци и кози во поплавените региони преку Агенцијата за храна и ветеринарство донации од правни лица досега се собрани и распоредени над 3.150 килограми концентрат, односно 63 вреки. До крајот на минатата недела на одгледувачите на свињи донирани им се 26 вреки, односно 2.200 килограми концентрат. Оваа акција за обезбедување донации во добиточна храна намената за сточарите од поплавените региони ја реализира Агенцијата за храна и ветеринарство, заедно со Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството. Како што информираат од Агенцијата, и во наредните денови ќе продолжи обезбедувањето добиточна храна за сточарите од поплавените региони.
Изминатите 7 дена на телефонската линија 0215 123 или попознатата како Ало докторе медицински совет побарале 1343 граѓани. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравјето. Оваа недела најмногу повици биле за покачен крвен притисок, главоболки и алергии. 25 доктори преку телефон давале здравствена помош со совети и соодветна симптометска терапија. Телефонската линија Ало докторе функционира од 15 септември 2014 година и до сега се регистрирани 109.332 повици. Меркел, Ренци и Оланд денеска ќе разговараат за едината на Европската унија по Брекзитот. Израел денеска ја повика меѓународната заедница на решително дејствување во борбата против тероризмот по терористичкиот акт во турскиот град Газиантеп. Ова е свето денеска. На решително дејствување во борбата против тероризмот по терористичкиот акт во јужниот град Газиантепе, Израел ја повика меѓународната заедница. За победата на теророт, меѓународната заедница треба да се обедини и да дејствува решително со полна сила, се посочува во соопштението, лиферувано од прес-службата на премиерот Бенјамин Нетањаху. Израел изразува жалење до семејствата на убиените во Газиантепе, стои во документот. Во Газиантепе, во саботата за време на свадба, одекна експлозија. Во атентатот загинаа 51 лице, а околу 70 беа ранети. Разгледување на ситуацијата во Европската унија по Брекзитот. Ова е темата на лидерите на Германија, Италија и Франција на денешната средба во Вентетоне, во близина на Неапол. Матео Ренци, италијанскиот премиер, ќе биде домаќин на Ангела Меркел, германската канцеларка, и на францускиот председател Франсоа Оланд на островот, каде за време на Втората светска војна двајца италијански интелектуалци го изготвиле манифестот за политичкото обединување на Европа. Откако британците гласаа за излегување од Европската унија, ова е втора средба на лидерите на трите водечки економии во еврозоната. Ренци истакнал дека ќе се разгледа можноста како Европа повторно да се лансира од дното. Денеска имавме претежно облачно време и поројни врнежи од дожд во делови од земјата. Да ги погледнеме деталите за наредните денови. Тоа беше се за денес. Имајте пријатна вечер.